civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Она што можам да го кажам како искуство од Метаморфозис се темели на неколку активности кои што ние ги правиме континуирано во последните скоро 2 децении, како да кажам, веќе надминавме 15 години. Идејата е дека се согласувам со Петрит дека навистина голем дел од идеите што се всадуваат во главите на нашите сограѓани, меѓу кои на нашите собствени, потекнуваат од извори на моќ кои што се изјави на политичари, но и од страна на медиумите. Но исто така би се согласил и мислам дека треба да се обрне внимание и на темата која што Петрици ја зачна, а тоа е елементарно домашно воспитување. Ние живееме во свет кој што е радикално трансформиран со новите медиуми, со новите дигитални технологии и јас се прашувам дали ние во овој момент може да зборуваме за една култура која што имаме во рамките на едно општество, не од аспект на етничка поделба, туку од аспект на тоа дека овие нови технологии практично за секој од нас креираат еден свет, еден меур во кој што секој од нас не действува до крај синхронизирано со другите членови на општеството, како тоа што било во изминатите децении. Условно речено, во ситуација кога ги имаме традиционалните медиуми, како телевизија, и кога сите гледаме исти вести во општеството, бидејќи нема друг канал, тогаш, или па сите гледаме една иста серија, вечерта, династија, или, не знам, коцка, сите имаме една иста тема за разговор, утредента. Но, ние имаме ситуација во која што нашите деца, или децата околу нас, гледаат радикално различни содржини преку социјалните медиуми, преку интернет и слично, од она што е вообичаено или што било вообичаено за деца од претходно. И имаме ситуација во која што многу родители се чудат, па дури си ги сметаат децата за невоспитани, бидејќи децата функционираат на поинаков начин. За какво домашно воспитување може да зборуваме тогаш, ако имаме ситуација во која што еден од големите проблеми во општеството е некомуникација меѓу родителите и децата. И со тоа и непренесување на некои вредности, на пристојност, на еден, како да кажам, свет кој што бил вообичаен во минатото, а сега децата тоа го учат посредно преку YouTube и делумно преку образовниот систем или општеството. Но ако имаме ситуација во која што децата се занемарени од родителите, или па родителите играат активна улога во нивна политичка индоктринација од аспект на национализам, тогаш добиваме ова што го добиваме сега. Значи, и сега би се вратил на уште едно прашање, а тоа е како доколку имаме доминација на националистичка идеологија, тоа влијае на начинот на мислење, бидејќи ние во Метаморфозис во рамки на нашиот проект со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност, или скратено критинг, ги гледаме не само овие појави од аспект на ширење на одредени тенденции во медиумите, туку и се обидуваме да ги сватиме и оние психолошки или педагошки механизми кои што влијаат на тоа кај луѓето да има одреден ефект. Например, оно што прво ми паѓа на ум е до кој степен нашиот образовен систем е, како би се рекло тоа, до кој степен во него се навлезени тие вредности на националистичката идеологија. При тоа не мислам само на етнички национализам, туку едноставно национализмот како средство со кое што се влијае на начинот на мислење. Значи, тоа не е важно дали, не сакам да кажам дека дали една или друга етничка страна се поистакнати, туку едноставно, во ситуација кога тој тип на мислење преовладува, ќе имаме слични резултати, без разлика кој е во моментот политички доминантен или локално доминантен и слично. Мислам дека за граѓаните на Македонија
имаше еден момент на, како да кажем, не би рекол будење, но соочување со една друга реалност, некаде во 90-тите, кога почнавме повеќе да комуницираме со луѓе кои што не беа од бившиот југословенски свет. Значи, кога се отворија границите со Бугарија, например. Се сретнувавме со луѓе кои што има радикално поинакво националистичко размислување за нашиот идентитет, а кои што тоа не го почнавме да сваќаме во секојдневни разговори, да речеме, кога се оди на летување и слично, дека тие луѓе тоа го имаат добиено преку образовниот систем или нивното општество, и тоа не го мислат злонамерно како што ние би го сватиле, туку дека тоа едноставно е резултат на системот во кој што пораснале. На тој така што, например, дури и сега се зачудуваме кога наместо словенска азбука во Бугарија нарекуваат бугарска кирилица или нешто слично. И тие се зачудуваат зошто се нарекува тој термин словенски, а не бугарски. И сега, ова као, демек, карамте ќерко сети се снао, ако го примениме истиот принцип на тоа кои се кај нас вгнездени некој начин на размислување, можеме да дојдеме до едно така загрижувачко, како да кажем, еден загрижувачки заклучок, дека е многу важно критичкото мислење на вистина да се врати, ако некогаш било присутно, или да се воведе во образовниот систем како дел од системот и за враќање на едно познавање на медиумите, за сваќање на тие комплексности, односно, што би рекле, медиумска писменост и дигитална писменост. Она што го имаме во ситуација кога национализмот е доминантен како идеологија во едно општество, е тоа дека науката и научниот начин на мислење се во втор план и на крај стануваат комплетно нерелевантни. Тоа класичен пример е историјата. Национална историја, значи, всушност е историја под влијание на локалниот национализам и која што се темели не врз основа на научниот метод да се соберат сите податоци, па да се направи анализа врз сите достапни информации непристрастно, туку се поаѓа со една појдовна точка која што вели ова приказна која што ќе произлезе од анализата мора да биде строго селективна за да се излезе со една политички подобна приказна за конкретниот режим, да речем, или за конкретниот националистички дискурс. Тоа, мислам дека после голем број години, ако се применуваат слични начини на мислење, доведува до многу лоши последици, бидејќи ако граѓаните не се запознаени во образовниот систем со научниот метод, односно да не може да препознаат која информација е научна, а која не, како што гледаме со ситуацијава со COVID-19, имаме распад на осознавањето во низа други клучни сфери, како например медицината, која што ако не се знаат основите на биологијата од типот генетика, вируси и слично, и не се знаат основите на медицината како таа функционира, како например се прави вакцина и кои се сите постапки со кои што се потребни таа да се тестира, колку време трае тоа. Да. Можеме да дојдеме до ситуација огромен број на луѓе кои што претходно биле индоктринирани и научени да не мислат критички или одучени од критичко мислење, да веруваат во сосема неверојатни идеи или предпоставки или ставови или практично да станат исклучително подложни на манипулации и на една форма на манипулација, особено теории на заговор. Она што ние го забележуваме во Критинг е и дека тука ако имаме доминантен национализам, имаме еден процут во негативна смисла на она што се нарекува логички грешки во размислувањето или когнитивни предрасуди. Значи, луѓето се навикнуваат, наместо да размислуваат аналитички, да размислуваат во форма на скратеници.
Ако е А, тогаш ако е А, плюс ако се случи Б и ако се случи С, тогаш се добива Д. Но ако не се случи С, нема да се добие Д. Но луѓето, поради комплексноста и поради ненаученоста да размислуваат критички, одма викат, може би ќе се случи А, тогаш сигурно ќе се случи Д. И на тој начин, практично, се жртви на милион разни типови манипулации. Од измами преку телефон, во кој што, ако некој од позиција на авторитет, полицаец им се јави и им рече, вака и вака направете нешто, јас сум полицаец, и тие се спремни да му ги дадат личните податоци, ако не провериле дека е стварно полицаец, до медиумски манипулации и манипулации од страна на политичари, кои што може би се толку лукави, да не го кажат отворено она што би сакале нивните поклоници да го мислат, нема да кажат отворено, ние сметаме дека сите припадници на етничката група XY или верата XY треба да ги снема од нашава држава, како било така. Туку ќе речат, па има некој кој што не плаќа многу даноци, ама за тоа би било добро ние да... И веднаш преку тие кратенки во умот на луѓето кои што станале дел од таа субкултура, се праќаат пораките кои што гледаме, потоа испливуваат на социјалните мрежи како експлицитни повици убий го тој. Или се ти Филип прости што ќе Да. прекинам на оној филмот кото тамо пева. Да. Стариот глумец, мислам дека Мија Алексич беше тоа. не, друг беше, не беше. Друг Да. глумец, кој што го изгуби новчанко. Да. И Бата Стојковиќ, еден од Да. другите глумци, вика, зна се кој овде краде. Да, и веднаш денава да ги тепа, И да. веднаш се фрлија кон музичарите кои што беа од друга етничка Да. се роми, но таа реченица се знае, Да. се знае кој овде краде, од прилика тоа нели за кое што зборува Филип, тие кратенки, дека нема потреба да се провери. Нема зошто вие да проверувате 20 луѓе во автобус дали некој украл нешто, кога се знае кој краде. Да. Токму така. Исто така, она што бих го покажал и како пример е когнитивната предрасуда која што се нарекува потврда на сопственото мислење или confirmation bias на англиски. Исто така, нам ни е многу тешко кога зборуваме за овие термини да зборуваме со поширок круг луѓе, бидејќи овој тип на муабет едноставно е отсутен од мејнстрим медиумите. И на луѓето кога ќе им се каже предрасуда, когнитивно, непознат збор, се исклучуваат и потоа џабе збориш. Идејата е навистина дека ако тоа стане дел од образовниот систем, децата уште од најрана возраст постепено да се запознаваат со овој аспект, како што би требало да се запознаваат и со аспектот на човекови права, како што би требало да се запознаваат со аспектот на тоа како функционира државата и како тие да ги остварат тие права и така натака. Верувам дека ќе се подобри ситуацијата, но ние сега имаме ситуација во која што е баш оваа предрасуда, потврда на сопственото мислење што преведовме, е навистина доминантна и кај одреден дел на луѓето, а може би кај сите нас понекогаш, се случува дека доколку до нас допира информација која што го потврдува нашето мислење, па дури и да се сомневаме дека е лажна, ние ја промовираме, а доколку добиеме информација која што е спротивна на тоа или ја разоткрива лагата, одбиваме да ја прифатиме, па дури го напаѓаме тој што ни ја пренел. За ова, навистина имаме еден тековен пример, например, од сферата на проверка на факти. И мислам дека се надоврзува ова и на целата сфера на ситуацијата со медиумите. Значи, проверката на факти е дел од новинарството, која што е поспециализирана за откривање на грешки кои што потоа треба да се објаснат. А би требало да биде дел од процесот за секој новинар. Да. си ги проверува сопствените факти барем. Така е. Но во последниве 10 години се појави потреба тоа да се дигне на малце повисоко ниво, да биде повидливо како процес и неговите резултати да бидат споделени со јавноста,
како што тоа го правевме и преку сервисот за проверка на факти од медиумите, и преку Вистиномер, и преку Критинг, и низа други активности кои што го прават, мислам, тоа може да го прави секој медиум, и дел од медиумите кои што се професионални почнуваат да го прават се поотворено, бидејќи тоа е нешто што е навистина јавен сервис, услуга на јавноста. Но имаме ситуација во која што за проверката на факти, откако ќе се изврши, заради овие предрасуди како потреба да се потврди сопственото мислење. Тоа можеби и можеме да зборуваме за тоа и на некој филозофско ниво, суетата, потребата да се биде секогаш во право, да не се признае грешка. Тоа се работи кои што се и дел од воспитувањето, но се дел и од психологијата, етиката и така натака, влијаат на тоа да имаме кон резултатите на проверка на факти негативни реакции. Значи баш еве имавме еден пример сега деновиве. Беше користена една фотографија од Втора светска војна од Украина да се поттикне националистичка омраза кон една етничка група или држава. Тоа беше мислам фотографија која што беше представена дека е од граѓанската војна во Грција. 40 и некоја така. Да, значи фотографија снимена во Украина за тоа како нацисти убиваат украинци, односно украинци со еврејска вероисповед или етничко потекло, дел од Холокаустот нацистички, беше представена со текст дека се работи за грчки војник кој што убива жени во Егејска Македонија. И сега, навистина, е тоа една многу перфидна манипулација. Од една страна, на некој начин скорива јадови кај луѓето, кои што нивните семејства на вистина биле изложени на одредени видови репресија, па и имало и човечки жртви и етничко чистење во рамки на таа граѓанска војна. Но злоупотреба на документот од друга војна, од сосема друг контекст за тоа, го прави тој чин некако многу по-перфиден, бидејќи истовремено не им се, како да кажам, прво, не им се укажува почит на вистинските жртви, чие што страдање е на некој начин негирано, дека тоа не се едни, туку се други, така што некој кој што од Македонија, кој што ќе ја види таа фотографија во друг контекст, потоа ќе си помисли дека некој друг е лажго и дека не постоело Холокауст во Украина или слично. Значи, ова се некој нивоа на штетност кој што ретко кој размислува. Но пред се, ефектот на таа манипулација беше да се поттикне некаква националистичка омраза, хистерија во рамки на нашата заедница, во рамки на луѓето кои што се од нашата држава. Добро познат политички контекст, преспански договор и така натаму. И може да се види од коментарите кои што се добиваат токму на таа проверка на факти, во која што со аргументи е покажано дека се работи за злоупотреба и за измама кон луѓето кои што си имаат одредени патриотски чувства и можеби, како да кажам, поврзаност со минатото, до степен што луѓето, кога ќе им се каже ова е лажна фотографија, тие не одговараат со окей, од сега нема да верувам на овој човек кој што ме мами и кој што целото страдање од Егејска Македонија на некој начин го прави, го девалвира, токму така. Луѓе ќе речат, нели, еднаш ќе видат лажна фотографија, втор пат, па дури и тие што знаат, нели, дека се случило граѓанска војна, етнички чистење, ќе почнат да се сомневаат, ќе речат, многу често излегуваат. Да, не само тоа, да, особено во комуникацијата со странство, каде што всушност и е полето на кое што одредени луѓе сметаат дека треба повеќе да се работи за да се добие една култура на сеќавање на ниво на цела Европа и на цел свет, за сите такви страдања да не се повторат. И од друга страна, па баш сметам дека е исклучително важно да се објаснува на луѓето чекор по чекор и да се обидеме оние кои што, како што рекоа претходните панелисти,
овој тип на идентитет го имаат усвоено и на ниво на индивидуален идентитет, да им се покаже дека со залагање за вистината, која што е основа на новинарството, не се загрозува нити нивниот личен интегритет, нити интересите на нивната заедница, туку обратно, се зајакнуваат аргументите за она што било вистинито и од историјата и од сегашноста, и само на тој начин може да се убедат оние сите заинтригирани страни што би биле, од обичниот граѓанин до некој центри на моќ, дека даден проблем треба да се реши на начин во согласност со човековите права. Би сакал да кажем дека ние во Метаморфозис сме основачи на неколку медиумски редакции, медиумски сајтови, од кои што најистакнати или по некоја хронологија, прво беше Портал на албански јазик во 2012, потоа во 2014-15 започна со работа агенцијата Мета. Сметаме дека со работата во оваа средина, и особено во периодот кога национализмот беше дел од, како да кажем, државните прерогативи, се соочивме со ситуација во која што, за да се исполнат новинарските стандарди, мораше да се работи токму на надминување на тие националистички или етнички или лингвистички поделби. И мислам дека имавме исклучително важно искуство во таа област, бидејќи иако во нашата медиумска сфера постои поделба по јазици, мора да се земе предвид дека не е само доволно да се преведе нешто, за да се приближи дадената тематика до луѓето од другата етничка заедница и обратно. Бидејќи тоа бара и комплетен поинаков, како да кажем, поинакви поидовни точки на самото решавање на уредувачката политика. На начин на кој што, да речеме, вебсайт кој што е насочен кон албанска публика според јазикот, не покрива само теми кои што се однесуваат на градови во кои што има население од таа област. Туку едноставно се покрива, бидејќи се работи за жители од одредена држава, се покриваат теми од целата држава, па без разлика дали во тој градче има или нема етничко присуство или пак има некоја политичка партија влијание или не, и така натака. Од друга страна, мислам дека исклучително важни искуства се кога имаме, а мислам дека и Цивил за тоа има многу што да каже, кога имаме покривање на одредени теми од тимови на новинари кои што се од различно потекло. И тоа дава, или па имаме еден уредничка интервенција на уредници кои што се доаѓаат од различни заедници, па може да придонесат и да си најдат одреден консензус при носењето одлуки за дадени заеднички проекти, кои што секогаш биле многу плодотворни. Ние, например, во сервисот за проверка на факти, она што беше многу интересно, и го продолжуваме преку други проекти за проверка на факти, беше дека токму граѓаните од македонска или не албанска, не би рекол етничка припадност, туку граѓаните кои што не име познат албанскиот јазик, почнаа да се запознаваат преку написите со кои што се критикуваат одредени појави во медиумските сфери од страна на искусни новинари кои што си работат во или ги анализираат работите на нивниот мајчин јазик. Овие на некој начин рецензии или едукативни написи беа меѓу првите во нашата сфера која што им дадоа пристап да дзирнат преку оградата кај комшијата, бидејќи она што го добиваме во мејнстрим медиумите како преводи или како известување се премногу суви и премногу формални, така што не го дава, често недостасува оној аспект на хуманоста, на представувањето на така наречениот другиот како нормална личност, како што сме и ние самите.
туку се работи само на некои нивоа на висока политика, политичарот, символи и закани, и тоа кај луѓето кои што не се изложени на директен личен контакт со луѓе од другите заедници, влијае. И затоа имавме и изблици на национализам токму во средини кои што не се толку мултиетнички. Многу важно да воспоставиме некој систем на мерење на напредокот. Ние сега немаме систем на мерење со кој што би утврдиле до кое е нивото на одредена појава во општеството, на сличен начин како што, да речеме, се мери напредокот во развојот на правните рамки или институционалните рамки, кој што е потребен да го покажеме за да влеземе во Европската унија. Би било супер ако имаме таков систем за да можеме, како би се рекло, издржано да кажеме имаме напредок или немаме напредок. Ние она што може да го измериме е колку институциите реагираат на овие појави, бидејќи знаеме дека неказнивоста доведува до ширење на таквите појави, особено ако се поттикнати од центри на моќ. Гледаме дека имаме многу малку случаи во кои што институциите реагираат и тоа не е индикатор дека не сме многу напреднати или дека кај луѓето кои што во спротивен случај не би се вклучувале во говор на омраза, тоа им дава некаков си, како да кажам, удобен простор, кога ќе им се даде прилика да го сторат тоа. Инаку, мислам дека токму она недоминантност на една етничка група во нашиот политички простор, во нашата земја има доведено до одредени резултати кои што се некарактеристични за другите балкански земји, во кои што некои од прашањата се уште не се абсолвирани. Например, ние по конфликтот што го спомна Петрит во 2001 година, имаше еден период во кој што, па и под влијание на меѓународната заедница, беше усвоено некое ниво на комуникација во медиумите, во кое што, например, стана невообичаено, па и непожелно да се користат оние етнички навреди кои што беа кои што се доживуваат изблик во ситуации на вжештени страсти. И исто така престана да се употребуваат етнички квалификации во црна хроника. Значи, не беше, не знам, ерменецот ЗИ од 25 години украде тоа и тоа, туку престана да се користат етничките квалификации. Тоа придонесе до одредено подобрување. Гледаме дека, например, во Србија или во Бугарија, отворено се изфрлаат етнички квалификации во медиумскиот контекст, особено кога се зборува за криминал, кој што кај луѓето создава чувства на страф, а со тоа и омраза. И мислам дека нашето општество, иако е далеку од она што ние би посакувале да биде, сепак имаме некакви искуства и некакви, би се рекло, не би рекол премногу успешни примери, но доволно опипливи подобрувања, ако го споредиме тоа на ниво на 30 години од независноста до сега, што знаеме во која насока треба да се оди. Значи, во насока на промоција на човековите права и во насока на промоција на професионалното новинарство, неговата етика, а од друга страна транспарентноста и отчетноста на институциите и прекинување на неказнивоста за криминал.